Да, се враќаме во студиото со нашите гости од самостојниот синдикат на клиничкиот центар. Се обедуваме да ги поминеме проблемите во здравството. Јовановска, кога едни од најголемите поплаки на пациентите, кога одат на лекар, сега да не биде дека зборуваме само бидејќи немаме тука пациенти, јас сум пациент, зборуваме само за проблемите на лекарите, но се жалат и луѓето, се жалат и од односот на лекарите и односот на медицинските сестри. Велат дека некогаш сте дрски, па ги враќате грубо, па не знам, па премногу чекаат. Зошто се создава тој однос, таа синергија меѓу вас? Да. Сигурно ви знаете. Па тоа претпоставувам, да, за тоа ве прашувам. Бърнаут е сериозен синдром. Еве за популистички кажано што би рекле политичарите, на сестрите на лекарите ме некогаш преку глава не од пациентите, од многу работни врски и не можат да го најдат приоритетот. Значи постојат бројки сериозни на европско ниво колку медицински сестри треба да има по број на жители и колку медицински сестри треба да има по број на пациенти, и тоа категоризација на пациенти. Нели, секој пациент не е ист. Имате пациенти на кои што денес треба да му кажете само здраво, како сте, да му измерите притисок и да му кажете добар збор. Имате пациенти на кои што треба да му обрнете внимание не една сестра, две, како што зборам на интензивните неги. Бројот на медицински сестри кај нас не задоволува минимум стандарди за нега, за здравствена нега. Да, рече се, нема клиника и болница каде што има доволно медицински сестри. Нема никаде. По стандарди. Никаде нема. Особено не се препознава потребниот број во делот на интензивна нега. Неколку ги има во Македонија, тоест во клинички центар, каде што тој синдром што го спомнав пред малку е наизразен. И медицинските сестри од таму сака да си одат. Не во Германија, дженен би фателе секаде. Бидејќи они одговараат директно за животите. И има тука еден друг проблем. Работните задачи меѓу лекарот и медицинската сестра не се разграничени. Бидејќи законот за сестринство, кој што пред половина час го спомнав, и законот за здравствена заштита, кој што оваа власт го работи 2 години, ако предходната правеше инстант правилници, катастрофални, со снимање на специализанти како ќе полагат и слично, оваа власт 2 години има работна група да направи закон за здравствена заштита. Јас не велам дека законот за сестринство и законот за здравствена заштита ќе реши овие проблеми. Меѓутоа таму ќе произлезат правилници кои што еден по еден проблемите ќе ги намалуваат, бидејќи се многу натрупани, особено кај медицинските сестри. Апсолутно не постои јасна граница кој треба, например, еден пациент кој што е во тешка општа состојба, да му аспирира секрет. Ајде да не ги замарам гледачите со, да кажам, инвазивни процедури кои што се многу сериозни и за кои што треба да има посебна обука. Вие имате медицинска сестра со средно стручно образование која што во едукација нема фармакологија со години. Знаете што е фармакологија? Да прочита лек. И генеричко име, и комерцијално име. И да го даде на пациентот. Тој лек е сериозен антибиотик, кој што освен што чини 10.000 денари, начинот на растварање е многу сериозен, ефектот и давањето или недавањето, или уште полошо погрешно давање може да чини многу да могат да има многу сериозни последици, и вие ја пуштате во етерот, ја пуштате да работи во болнички услови, во хоспитални установи, и лекарот пишува ампула ванкомицин и таа сестра не видела лек и ќе го даде. Никој нема задача да ја обучи, не ја обучуваат, меѓутоа никој не се потпишал дека ја обучил. Она не полагала фармакологија. Не постои таков испит. Значи нема во образованието. Години уназад. А она има назив медицинска сестра исто како и мојот. Бидејќи јас завршив 91 медицинска сестра, кога имаше фармакологија, и успоти полагав на факултет еден сериозен испит по фармакологија. Јас не велам дека сестри со средно образование не чинат.
Меѓутоа, ако некој не полагал фармакологија, каде го ставаш ти да ти на интензивна нега да дава лекови? Не само на интензивна нега, било каде. Друга работа, во немоќ, во недостиг на лекари по нашава држава, дајте да обучиме сериозни патронажни сестри со специјализација, па можат да покријат толку многу поле во руралните средини кај што може да бидат на ниво на семејни лекари, не да ми ја земат платата, меѓутоа со образование да ги посетуваат хронично болните. Значи не се прави секоја стратегија согласно европски директиви. Секоја држава треба да се направи стратегија согласно потребите и согласно можностите. Разбирате? Да. Уште подобро, сестрата помалку пари ќе зема, ќе покрива едно сериозно подрачје кај што ќе обслужува хронични пациенти и ранливи категории, да речем. Да, доктор Серафимовски, уште една работа на која се жалат пациентите, тоа е оној фамозен систем, мој термин, најчесто се поплаките оние стандардни, дека тешко доаѓа до лекар, тешко доаѓа до специјалист, особено оние на кои им е потребна некоја посериозна интервенција, многу се чека за рентген, многу се чека за магнетна резонанца, за компјутер, за се премногу се чека, но од друга страна тој систем требаше да направи уште една системска промена во здравството, требаше да се растерети клиничкиот центар или клиниките на клиничкиот центар, требаше повеќе да се оди на примарно и секундарно ниво, а требаше терцијарното да биде онаа крајна фаза и требаше лекарите и професорите на клиничкиот центар повеќе да се посветат на научна дејност. Но сега кога одиме на клиника и вие сега протестирате, мислам со голо око се гледа дека е хаос. Хаос е затоа што тоа беше добро замислено, значи да си ја работат сите својата работа. Значи примарното здравство тие се први на удар на пациенти, кај што може да ја завршат работата, треба да се заврши таму. Ако некој пациент е за по-специфични исследувања, треба да се пушти во секундарно здравство, значи во болниците, пошто имаме сега ние 3 клинички центри, покрај Скопскиов, имаме и Тетовски и Штипски, и од самово искуство работно гледаме дека никој не си ја работи својата работа како што беше замислено. Значи се пуштаат 90 и више од 90% од цела Македонија во клинички центар Скопје. Значи и за банални дијагнози, што може да ги завршат и во Штип, и во Тетово, и во другите центри, Битола, да не ја испуштам, Велес. Значи тука е големата фалинка и тука треба да се поработи. Ние разговаравме и со министерот и го разбираме и министерот и тој од нашата фела и тој од нашиот клинички центар. Меѓутоа не може да се стави на исто рамниште клинички центар Скопје со клинички центар Штип и Тетово. Пошто на дежурства знае и министерот, пошто е неврохирург, тоа што некој може да го заврши во Тетово и во Штип, сепак го испрача со болничко возило во Скопје. Зошто е тоа така? Таму нема ли доволно кадар стручен? Зошто се препраќаат во Скопје? Кадар има стручен, таму има и факултети сега и тоа е голема болка образованието, пошто направија многу факултети. Се континуирано само се штанцаат дипломи, да не повредам никого, мислам, немаме доволен увид, значи во Штип и во Тетово не знаеме како завршуваат и што завршуваат. Значи од старт, од хистологија, од првиот медицински предмет, па до крај до судска медицина, каде ги обавуваат тие вежбите, на што ги обавуваат, анатомија, судска медицина, тоа е голема работа. И тие ќе дојдат, значи завршуваат околу 500 доктори, годишно може да завршат. Од овие 3 образовни институции. И сега има парадокс, клинички центар Скопје, кој 99% е струката тамо и професори, студент што е солиден, значи што има просек 9.80 да кажам, не може да влезе на работа, негде ќе се појави некој со 10.00 од Штип или од Тетово. Тоа треба тука да се уклучи Министерство за образование
и деканатот наш да се направи нешто, затоа што не треба да одиме далеку, треба да одиме Љубљана. Клинички центар и Љубљана. Колку уназад 30 години, 50 години, се знае колку се запишуваат студенти по медицина, студенти по стоматологија. Овде кај нас кој сака може да се запише. Тоа е. Да. Добро, доктор Беговиќ, гледам според времето, имаме уште некоја минута до крајот. Значи да се вратиме на почеток, како што почнавме со протестот. Протестот е ставен во мирување, но мислите ли дека доколку вака продолжат да работите, доколку не се најде сега решение за сите овие насобрани проблеми, дека можеби во иднина повторно би можеле да видиме и штрајк? Како што знаете, нашиот протестни штрајк беше поради владењето на паркингот и како градските власти мислат во оној метеж, во оние дупки, во оние тесни улици и влез и излез, да профитираат од нас вработените. Баравме, пошто тоа е собственост на Република Македонија, да се врати, пошто и нашите јавни здравствени установи се во собственост на Република Македонија, на владата, да се врати во владение на јавните здравствени установи, нашите работодавачи, директорите, да го сето тоа менеджираат. Бараме, тоа што е програма на владата, да се врати концептот на единствен клинички центар, универзитетски клинички центар, пошто видовме до што свет донесе сето тоа. Дури и на крај главниот идеолог се откаже од тој концепт, не мислам на Тодоров, него на заменик министерот во тоа време. Пробаа некои 4 клиники по не знам кој принцип ги споија заедно апсолутно. Тоа треба да е едно, тоа е една целина. И доколку тоа се спроведе, како што е програмата на владата, јасно ќе биде кој ќе биде менаџер, ќе биде клинички центар, пошто тој најдобро ги знае проблемите, најдобро знае колку катни гаражи ќе фалат, колку евентуално подземни, не знам како ќе биде планот, колку влезови ќе требаат, колку излези ќе требаат, колку паркинзи за вработени ќе требаат, колку паркинзи за оние што се корисници, пациентите и другите, нивните семејства и блиски. И ќе знаат како да менаџираат. И мислам дека и вработените ќе земат дел од колачот и ќе го растеретат и буџетот на владата на Република, односно Македонија, односно на Министерството за здравство, во делот да она што е главна причина на одливот на докторите, медицинските сестри, сродните профили на медицинските сестри и другите, да се најде дел од буџетски средства, да се некако задоволат тие плати. Главниот проблем што нашиот кадар се одлева се нивните приходи. Не знам како може, ако стварно некој прима 2500 евра во Македонија, како што рече нашиот премиер, како би ја напуштил Македонија. 2500 евра во Македонија плата, бар ја од колегиве мои не познавам таков човек и алал да му е на оној што има 20 дежурства во месецот, ако може да стигне до тие 2000 евра, секоја му чест ги заслужил. Да. Добро, значи останувате умерен оптимист, можам да кажам, мислам во надеж дека некаков договор можеби ќе има, колку што разбрав. Јас сум оптимист и верувам во премиерот, верувајте без оглед ова што го кажувам, сум имал 2 средби до сега и еве сега на 24-25 искрено и министерот, кој е наш колега, наш работен, истото ми го кажува и имав лична прилика. Верувам дека човекот сака да, мислам сега човекот, господинот премиер, сака да направи тоа. Знам дека буџетот е толку. Знам дека и ние сме трпеливи.
Еве и јас како председател на синдикатот може да кажам дека сум трпелив човек. Ама луѓето толку се, кој ќе ги изгубиме, после можеме колку сакаме да бараме. Можам само да ви информирам, во Македонија во моментот на клинички центар има 2 васкуларни хирурга. Тие се више добро упатени и биле во Кувајт. Да ви кажам колку е во Кувајт платата месечна и нашата, така да се више со една нога натака. Не е проблемот што ќе ги изгубиме. Проблемот е што за секоја васкуларна хирургија ќе треба тие пациенти да се праќаат во странство за лекување. Сето тоа ќе биде и такви има икс примери во секоја хирургија, во секоја интерна област и во секој дел од медицината. Да. Огромно обтоварување за фондот за Да, здравство. добро, тука ни е времето, ни истече веќе. Ви благодарам на сите за учеството. Се надевам дека успеавме да допреме, немаме веќе воопшто време, се успеавме да допреме некои од главните проблеми во здравството. Се разбира дека можеби би ни требало уште неколку емисии да зборуваме за сите. На вас, почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и довербата и останете со нашата програма.